студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски учествува на економскиот форум во Давос. Вице-премиерот и министер за европски прашања Бекем Сали, како што информираат од неговиот кабинет, учествувал на средбата на лидерите 2026, значајна платформа за диалог и глобална соработка. За време на својот престој Сали остварил средби со политички представници, бизнис лидери и со медиумски куќи од целиот свет, при што дискутирале за можности за соработка, партнерства и за политичките, економските развојни перспективи на регионот со посебен фокус на Македонија. Вчера премиерот Мицкоски остварил средба со собственикот на компанијата 4iG, телекомуникацијскиот оператор кој доби лиценца за влез на македонскиот пазар. Како што информираше Мицкоски, компанијата планира да вложи 100 милиони евра за развој на мрежата. Учеството на самитот македонската делегација го користи и за серија билатерални средби кои што се предвидени и во текот на денешниот ден. Го следиме овој настан, детали ќе имаме во следните информативни изданија. Посетата на премиерот Мицкоски во Давос ја откри целосната изолација што неговата политика ја доведе в Македонија. Наместо разговори со европски и светски лидери, Мицкоски се сретна само со своите неколку партнери, велат од СДСМ во соопштение утрово. СДСМ со длабока загриженост ги следи најновите случувања во телекомуникацијскиот сектор во нашата земја, кои откриваат ланец на влијание што се протега од Будимпешта преку Белград до Скопје. Одлуката на Агенцијата за електронски комуникации да додели трета лиценца за мобилен оператор на унгарската компанија 4iG не е само бизнис потек, тоа е дел од поширок политички план што ја загрозува независноста на нашата држава и слободата на медиумите. Оваа компанија, која е единствениот понудувач на тендерот и која ќе плати 8 милиони евра за фреквенции, сега има право да изгради и управува со самостојна 5G мрежа. Компанијата 4iG не е обичен играч на пазарот, таа е длабоко поврзана со унгарскиот премиер Виктор Орбан и неговата партија Фидес, се вели во соопштението кое што од СДСМ го испратија утро. Законот за полиција и законот за внатрешни работи денеска се на дневен ред на две комисии во собранието. Ке заседаваат комисијата за одбрана и безбедност и законодавно-правната комисија, низ која треба да поминат законските решенија кои ќе значат и реорганизација на македонската полиција. Со измените скопската полиција ќе добие повеќе надлежности и ќе биде поставена над останатите полициски организациони единици низ земјава. Измените и дополнувањата на законот за полиција, како што се појаснува, се унапредување на организацијската структура на полициските единици со посебен акцент на територијата на градот Скопје, каде што се потребни поголема ефикасност, подобра координација и оптимално искористување на човечките и материјалните ресурси во Министерството за внатрешни работи, стои во образложението во предлогот на законските измени кои ќе одат по скратена постапка. Нови 4 услуги од Фондот за здравствено осигурување се достапни на националниот портал за услуги услуги.gov.mk. 3 од нив се наменети за физички, една за правни лица, информира министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кој утрово со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски имаа пресконференција во владата. За физичките лица воведени се електронските услуги потврда за пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурено и неосигурено лице и платен придонес, потврда за исплатена доместок за плата за време на привремена спреченост од работа. Првпат за правните лица овозможена е електронска услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно, дигитално и достапно во секое време. Создаваме почиста и доверлива база на податоци во системите, се намалува ризикот од грешки, злоупотреби и двојни евиденции, а постапките стануваат побезбедни и побрзи. Ова е пример, почитувани граѓани, како дигиталната трансформација треба да изгледа во пракса. Институции кои соработуваат, системи кои се поврзуваат и услуги кои функционираат во корист на граѓаните. Како Министерство за дигитална трансформација ќе продолжиме да градиме вакви решенија кои носат реални, мерливи придобивки и ја трансформираат јавната администрација во модерен, ефикасен и достапен сервис. Јас цврсто верувам дека процесите во една мала земја како Македонија треба да бидат координирани и централизирани од едно место, за да добиеме унифициран и стандарден пристап за сите. Министерството за дигитална трансформација го овозможува
тој пристап и овие услуги што сега ги гледаме промовирани се и заслужности на самото министерство, не само на Фондот за здравствено осигурање. Новоизбраниот јавен обвинител на Скопското јавно обвинителство денеска даде свечена заклетва пред Советот на јавни обвинители. Вели дека 12 години е дел од Скопското обвинителство, добро ги познава состојбите во оваа институција и дека ќе вложи максимум за да ја зголеми нејзината ефикасност. Ми представува чест да ја вршам функција, меѓутоа истовремено и одговорност, голема одговорност, бидејќи ќе раководам со обвинителство кое што е најголемо, кој што има најголем број на предмети, најголем број на обвинители и по сложеност на предмети е најтешкото обвинителство. Она што можам сега да го кажам е дека ќе ја вршам професијата честно, совесно, непристрасно, а се до тоа со цел да се зголеми довербата на граѓаните во правосудството. Треба да видам што има за останалото од работа, што треба да се даде приоритет, да видиме со кои предмети, со која тежина на предмети ќе се соочиме, финансиски криминал пред се, злоупотребите. Форензичарите утврдија дека скелет пронајден минатото лето во подрум во куќа во бриселската населба Форест му припаѓал на македонскиот државјанин Реџеп Рахмановски, кој се води за исчезнат од 2003 година, соопшти белгиската федерална полиција. Телото на Рахмановски било пронајдено при реновирање на куќа во јули минатата година. Тој последен пат бил виден кога заминало од работа во јули 2003 пошто му се губи секаква трага. До овој момент нема информации дали форензиката утврдила насилна смрт. Полицијата извршила претрес и бара сведоци кои би дале повеќе информации за овој случај. Судот во Штип го осуди на 7,5 години затвор зетот кој се обиде да ги убие својата баба и нејзиниот син. Настанот се случил летоска во штипската населба Баби. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски ги има деталите. На затворска казна од 7 години и 6 месеци е осуден зетот од креминското село Таринци, кој во август извршил брутален напад врз членови на семејството на својата сопруга. Основниот суд во Штип ја објави пресудата со која обвинетиот СК е прогласен за виновен за кривично дело убиство во обид, односно дека се обидел да ги лиши од живот мајката на неговата сопруга и нејзиниот брат. Судот врз основа на изведените докази, сведочењата на оштетените и медицинската документација утврди дека обвинетиот со своето дејствување покажал умисла и свесност за последиците од нападот, поради што го огласи за виновен и му изрече затворска казна во траење од 7,5 години, а воедно му е продолжена мерката притвор до отпочнување на извршување на казната, информираат од основниот суд во Штип. Настанот се случил на 3 август минатата година во дворот на семејната куќа во населбата Баби во Штип. Според утврдената фактичка состојба, ден по враќањето од Германија, обвинетиот заедно со својата сопруга и нивните малолетни деца присуствувал на семеен собир кај нејзините родители. По претходна вербална расправија, конфликтот ескалирал во сериозен физички напад. Обвинетиот употребил различни предмети, меѓу кои дрвени палки, секира и метална цевка, при што им биле нанесени тешки телесни повреди. Повредените лица биле пренесени и згрижени во здравствена установа, каде им била укажана лекарска помош. Во своето обраќање пред судот, СК изјави дека не се чувствува виновен, тврдејќи дека не ги сторил кривичните дела кои му се ставаат на товар од страна на обвинителството. За Сител, Трајан Ристовски. Сите државни патишта се проодни и безбедни за сообраќај. Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење, информира Автомотосојузот на Македонија. Снег со слаб интензитет од утрово провејува во Струмица, Крушево и Ѓавото, кој во моментов не се задржува на коловозот. Екипите на Македонија Пат се целосно екипирани, ставена е на располагање потребната механизација и работна сила и во континуитет на терен се врши расчистување на снегот, информираат надлежните служби. Охрид става во функција брод амбуланта кој треба да придонесе за подобри здравствени услуги за граѓаните. Бродот треба да биде прва помош за сите кои ќе уживаат на брегот на Охридското езеро, а ќе служи за транспорт на пациенти во ситуации кога движењето по копно ќе биде отежнато. Нина Аритоновска е на оваа тема.
Охрид ја засилува патролата во водите на Охридското езеро. Бродот амбуланта кој треба да го добие, ќе зголеми безбедноста на локалното население и големиот број посетители. Станува збор за современо пловило, кој на брз начин ќе транспортира повредени лица со проблеми до здравствените установи. За прв пат ќе се набави еден софистициран брод амбуланта за Охридското езеро, кој ќе биде управуван од службите за спасување на вода од Црвен крст Охрид во координација со останатите здравствени служби. Значи овој брод ќе биде буквално една амбуланта на вода која што ќе може на брз начин да транспортира и повредени, меѓутоа и луѓе со здравствени проблеми. Ние знаеме дека имаме 3 специјални болници на брегот на Охридското езеро, кардиолошки центар, специјална болница за травматологија и нефрологија во Струга, така што овие 3 болници можат многу лесно да станат достапни по воден пат за сите жители од крајезерските населби. Додески од спасителната служба вели дека преку практичен пример покажале дека е нужна потребата од бродот амбуланта кој во минатото бил импровизација за да се поттикне свеста. Овој број за кој што зборуваме сега ги задоволува највисоките светски стандарди, ќе биде опремен со специјален систем за стабилизација во случај на бран и движење по немирна езерска вода. Ќе има целокупната медицинска опрема која е потребна да ја има и секако ќе биде опремен со мотори кои што ќе можат да обезбедат оптимална брзина на движење, односно интервенција во случај на било какви здравствени проблеми. Значи станува збор за една многу по-софистицирано пловило кое ќе се надеваме дека долги години ќе служи на охриѓани и на сите посетители. Овој брод ќе биде првата линија за помош на жителите на ривиерата и туристите во летните месеци, кога езерото е најфреквентно, но и во зимски услови кога пристапот по копно е потежок. Нина Ритоновска, Сител телевизија.